Браќи и сестри и драги слушатели, ве поздравувам и ви посакувам обилни Божји благослови во денешниот ден, сабота, и пожелувам се да Бог учини оноа што е потребно за нас. Денеска ќе зборуваме за како до вечен живот. Да ја спомнеме историјата на еден најголем човек по вера, кој е спомнат во Библијата. Но не мислам сега на Аврам, не мислам на Мојсей, не мислам на Јосиф, ниту на Даниил, ниту пак на апостол Павле, ниту на Петар или на Јован. Дури не можам ни името да ви го кажам, бидејќи тоа не е запишано во Библијата. Меѓутоа, тој човек покажал цврста вера во Исуса Христа. Значи, покажал цврста вера. Тогаш, кога сите се откажале од Исуса Христа, кога сите се оддалечили од Исуса Христа, кога сите се сомневале, бил распнат на крстот од едната страна од Исуса. Ајде да прочитаме од Евангелие по Лука, 23 глава, 32 до 43. Да видиме што се случило на крстот. Водеа и двајца злосторници за да ги погубат со него. И кога дојдоа на местото, наречено Черепница, го распнаа таму него и злосторниците, едниот оддесно, а другиот одлево. А Исус рече: Оче, прости им, зашто не знаат што прават. И кога го делеа облеклото негово, фрлија жрепка. А народот стоеше и гледаше, подсмеваа заедно со народот и првосвещениците велејчи: Други спаси, нека се спаси и самиот себе, ако е тој Христос, избраникот Божи. Исто така и војниците се подигруваа со него. Приближувајќи се, тие му принесуваа оцет. И велеа: Ако си ти царот јудејски, спаси се сам. А над него имаше надпис, напишан на грчки, на латински и еврејски: Овој е царот јудејски. Еден од распнатите злосторници хулеше на него, велејќи: Ако си ти Христос, спаси се себе самиот и нас. А другиот, кога одговори, го искара и рече: Зари од Бога не се плашиш, кога си веќе и сам осуден? Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела. Но тој ништо лошо не направил. И му рече на Исуса: Сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. А Исус му рече: Вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Гледаме од овој настан како овој разбойник, наречен, бидејќи и не знаеме зошто е кажан разбойник, точно не е опишано, тој го видел овде Исуса, Спасител. Но не знаеме зошто римските судии го осудиле овој злосторник. Краткиот библиски извештај за него ни кажува што сторил, што не сторил, поради што добили име. Еден од злосторниците. Значи, добили име еден од злосторниците. Меѓутоа, знаеме дека на крстот се молел и дека веднаш му било одговорено на молитвата: Господе, сети се за мене.
прекрасно нешто. На самиот крај од својот живот кажува: Господи, сети се за мене, кога ќе дојдеш во своето царство. Што му овозможило на овој човек да покаже таква цврста вера во Исуса Христа? И што се молел во Исуса, што барал помош. Тој овде на крстот го видел Спасителот, стварниот Исус Христос, кој умрел за нас и за нашите гревови. Тоа било големо чудо, зашто никогаш порано Христовата божествена големина не била во толкова мера засолнета со многу пречки, како тој ден, додека висел на крстот меѓу двајца разбойници. Никој денеска не е наполно сигурен и не може точно да го одреди местото на кое стоеле крстовите. Мнозина веруваат дека тоа е ричто Голгота, или наречено Черепница, и што таму се издигнува во близина на Ерусалимската Дамаштанска порта. Гледајќи долу, овој злосторник од својот крст имал добар поглед на она што се случувало наоколу. Меѓутоа народот што ја запоседнал гората го забележал и властодржците, свештениците, книжниците и старешините. Сите тие покажувале неискрена омраза спрема Исуса, кој тврдел дека е Месија. Дали, браќа и сестри, и денес многу луѓе не искажуваат омраза спрема Исус? Или спрема нас, кои веруваме во Христа, оноа што го кажал, да го држиме и да живееме според Неговата волја. Многу луѓе денес се откажуваат од Исуса Христа, но ја гледаме оваа ситуација како овој разбойник на крстот ја согледал целата вистина во Исуса Христа. Сите тие покажувале, неискрена омраза, а додека овој на крстот разбойникот мислел сосема поинаку. Вртеле со главите, подбивајќи му се и навредувајќи го со подсмешлив глас. Ќе прочитаме од Матеј 27:40. Матеј 27:40. И велеа: ти што го уриваш храмот за 3 дена и го созидуваш, спаси се себе си. А ако си син Божи, симни се од крстот. Гледаме како го исмејавале Исуса Христа, како му се подбивале. А ако си ти син Божи, симни се. Дали Исус Христос не можел да се симне? Сигурно дека можел. Но ако се симнел, ќе пропаднел планот на спасението за човек. И затоа Исус Христос останува на крстот се до последниот момент. Ги посматрал од крстот овој разбойник и римските војници. Како представници на власта, тие го врзале Исус за столб и го тепале. Му ставиле трнов венец на главата, го удирале со стап и му ги приковале раците и нозете за самиот крст со груби клинови, кои му нанесувале тешки болки и тешки рани на раците и нозете. Како можел овој злосторник, овој човек да го види Спасителот на светот, кој толку страдал? Ја согледал целосно вистината во Исуса Христа. Исус назначен и во пророштвата. Нема сомневање дека Исусовото невообичаено однесување потикнало мноштво прашања во умот на овој човек. Дали, браќа и сестри, и денес
ние не размислуваме за Исуса Христа, кога бил на крстот, зошто така се понашал? Зошто, вика, Исус не реагира? Ако е тој навистина Месија, зошто не се ослободи од крстот? Зошто не ја открие својата божествена сила или божествена моќ? Зошто не ги удри своите мачители и не ја замолкне толпата што завива? Ги слушнал и подсмевните зборови што му ги упатил на Исуса другиот осуденик и распнатиот на крстот, другиот разбойник. И му вика: ако си ти Христос, помогни си себе си и нас. Ако си ти Христос. Но за овие тројца луѓе што умирале не доаѓало никакво избавување. Немало никаква помош. Не се појавила никаква надчовечка сила за да ги запре нивните страдања. Разбойникот во мноштвото забележал и некои од оние што 3 години оделе со Исуса Христа и живееле со Него и го слушале Исуса Христа, и во еден миг тие посведочиле: ти си Христос, Синот Божи. Ти си Христос, Синот на живиот Бог. Дали се уште веруваме, браќи и сестри, во Него? Од прилика 700 години пред овој настан, пророкот Исаја предскажал како ќе делуваат луѓето кога Месијата ќе дојде да ги преземе гревовите на целото човештво. Ќе прочитаме тоа од Исаја, 53 глава, 5, 6 и 3 стих. И еве што кажува: а тој беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него. Значи, се падна врз него. А преку неговите рани ние се излекуваме. А преку неговата смрт, јас може да додадам, ние живееме. Сите ние бевме заблудени како овци. Секој си одеше по свој пат. Дали, браќи и сестри, и денес многу луѓе си викат: јас сум за себе свој Бог, јас како сакам така ќе живеам, и секој си оде по својот пат. Не го слуша оноа Бог што го кажал и не живее според тоа. И Господ ги натовари врз него гревовите на сите нас. Целосно, од цело човештво, сите гревови се префрлени на Исуса Христа. И сега 3 стих. Тој беше презрен и отфрлен меѓу луѓето, човек на болки и свикнат на страдање, и ние го одвраќавме од него лицето свое. Тој беше презиран и ние за ништо не го сметавме. Сигурно и ние предходно, пред да го запознаеме Исуса Христа, пред да живееме од кога не повикал во него, да веруваме, сме биле изгубени, сме скитали како овци, но сепак Божјата сила, таму на друго место ќе каже, и кога ќе се издигнам високо, сите ќе ги привлечам кон себе. Распнатиот осуденик видел како зборовите на пророкот буквално се исполниле. Навистина бил презрен и наполно отфрлен Спасител. Дури и неговите ученици го напуштиле во тој момент. Ниеден глас не го бранил Исуса. Ама ниеден глас не бил за Исус. Ниеден човек не покажал дека верува во него.
На Голгота владлеело длабоко сомневање суров подсмев и бескрајно понижување на Спасителот. Меѓутоа, злосторникот сепак проникнал во она што не се гледал. Во Исуса го видел Божиот Син. Пред римските војници да му ги сокршат нозите, за да му ја забрзат смртта, изговорил молитва на вера. Тоа време што го поминал злосторникот, со Исуса го преобразило неговиот живот. Дали, браќи и сестри, и нашиот живот не е сменет кога сме почнале да се дружиме со Исуса Христ, кога сме почнале да ја проучуваме Божјата реч. Се повеќе и повеќе кога проучуваме, кога се дружиме со Исуса Христа, ние сме поблиску како и овој разбойник кој бил на крстот со Исуса Христа. Бидејќи заедно се распнати, без сомнение тие биле заедно и на судењето. Иако само малку бил со Спасителот, тоа сепак било доволно да го убеди дека Исус не бил сличен ниту со ни еден друг човек што кога и да го запознал. Го видел Исуса пред судијата. Заедно оделе кон Голгота и на крај го посматрал Исуса додека бил на самиот крст. Исус ги менува луѓето. Како и нас што не променил, така и овој злосторник наречен, и тој направил промена во неговиот живот. Жената крај бунарот на Јакова, а и многу други кои се запишани во Библијата. Кратката заедница на злосторникот, што умирал со Исуса, создал вера, што вдахнал и го потикнал да се моли. Во судската сала го слушнал и Пилат како признава: јас не наоѓам никаква вина во него. И како му повторува на народот: еве ви го изведувам надвор, за да разберете дека не наоѓам во него никаква вина. Кога злосторникот го погледнал Исуса, почнал да ја сваќа вистината за она што тоа го кажал самиот Пилат. Го слушнал Исуса како се моли, не за свое ослободување, не за одмазда против оние што го осудиле или против оние што во тој миг му го земале животот, туку Бог да им ја прости нивната свирепост. Никогаш порано злосторникот не слушнал некој што го мачат да наоѓа оправдување за своите мачители и да се моли за нив. Сигурно и ние тоа не сме го слушнали, браќа и сестри, дека човек кој е малтретиран, кој го мачат, да бара прошка за тие луѓе. И што кажува Исус? Оче, прости им. Не знаат што прават. Зашто Светиот Дух го расветлил неговиот ум, во неговиот затемнет ум засветлила светлина. На Светиот Дух и тој слободно го искажал своето убедување. Тој не сторил никакво зло. Сигурно и тој, како и повеќето припадници на еврејскиот народ, често гледале грешник како води невино јагне во храмот и го принесува на жртва како символ на очекувањето Месија. Сега видел дека овој символ станал стварност во вистинското Божје јагне, кога ги зема на себе гревовите на светот. Во Евангелие по Јован,
уствари тоа е извадок од Евангелие по Јован 1:29. Верувам дека она што го видел, го подсетило на старите текстови што како момче му ги читале учителите во синагогата. Овие зборови од Стариот Завет кои убедливо го опишуваат Месијата. Ќе прочитаме сега од Исаја, 50 глава, 6 стих. И еве што кажува. Грбот свој го подметнав на оние што ме бие и образите своји на оние што ме удираа. Лицето свое него скрив од подбив и плукање. Гледаме, браќи и сестри, како страдал нашиот Спасител. На друго место ќе каже како овца, како јагне кое се води на стрижење или на клање, ни глас не пуштил. Ќе прочитаме и 7 стих од Исаја, 53 глава. Тој беше измачуван, но страдаше доброволно и уста своја не ја отвараше. Како јагне тој беше одведен на колене и како што е овцата пред стрижачите свој безгласна, така и тој не ја отвори уста своја. Гледаме како Исус Христос имал страшни болки, а сепак устата не ја отворил да проколни некој. Ќе го прочитаме и од Псалми, од 69, 21 стих. 21 стих и еве што кажува. И ми дадоа жолчка да јадам и кога зажеднев со оцет ме напоја. Гледаме, браќа и сестри, како на сета мака, на сета горештина во тоа време, на сета жега, на Исус му дават жолчка со оцет да ја јаде и да пие. На крстот овој осуденик го виде Исуса во нова светлина, а и себе си се видел во нова слика. Му рекол на својот другар на другиот крст. Ајде прочитаме во Лука 23 глава 41, уствари 40 и 41. 23 глава 40 и 41. И еве што кажува. А другиот кога одговори, го искара и рече: зари од Бога не се плашиш, кога си веќе и сам осуден? Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела, но тој ништо лошо не прави. Не е опишано како се борел додека стоел пред судијата во Ерусалим, но знаеме дека по средбата со Исуса немал многу добри зборови за себе. Го признал својот греф пред Спасителот и искрено се молел: Исусе, сети се за мене. Тоа била искрена молитва на овој злосторник. Во својата безнадежност му ја упатил последната молитва во животот на оној кого сите го напуштиле, на оној кого сите го отфрлиле. Народот го отфрлил Исуса, свештениците го обвинувале за хула против Бога, властите го осудиле на смрт. Неговите ученици не верувале повеќе во него, а додека неговата молитва ја покажува неговата вера и целосна доверба во Исус Христос. Гледаме како овој разбойник имал цврста вера, иако само кратко време се држал, бил во близина со Исуса Христа, но сепак имал цврста вера
во она сето што го гледал и што го слушал во тој момент. Злосторникот знаел дека му се приближува смрт. Знаел дека Исус ќе умре. Но верувал дека и смртта не може да го задржи Божиот Син. Ја видел Исусовата божествена природа и сета своја недостојност. Барал спасение затоа што знаел дека е изгубен и примил одговор на својата молитва. Исус му рекол и му ветил дека со него ќе се сретне во рајот. Кога Исус го напуштиле сите, тој на злосторникот му ветува живот. Исусовата смрт не означува пораз, туку сигурна победа. Иако Исус Христос умира на крстот, тоа не значи пораз, туку сигурна победа. Кога учениците подосна го сватиле тоа, се сетиле за се што им кажувал Исус. Ајде да видиме во Евангелие по Јован, 12 глава, 32 стих. Евангелие по Јован, 12, 32. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привличам кон себе. Јас може да додадам и уште тука и она случката кога израелскиот народ се наоѓа во пустињата, кога Бог му вика на Арон и на Мојсей, направи бакарна змија. И сите кои ќе погледнат во неа, ќе бидат спасени. Токму и овде Исус им кажувал на своите ученици, кога ќе бидам издигнат од земјата на крстот, сите ќе ги привлечам кон себе. Не знаеме злосторникот уште колку долго живеел откако го нашол својот спасител. Може би тој живеел неколку часови или денови, а може би и само неколку минути. Тој ја искористил својата последна прилика да го најде Исуса како свој спасител. Колку сме се колебале да ја донесеме нашата одлука, браќа и сестри. Колку сме биле колебливи за да одиме по патот на нашиот спасител. Уште колку години или колку седмици, колку денови уште ни стојат на располагање, ние не знаеме. Вистина е дека кај Исуса можеме да дојдеме во еден миг, но дали знаеме уште колку денови ни преостанале? Не. Не ни е познато дали покасно на вистина ќе сакаме да дојдеме кај Исуса. Сега е време, браќа и сестри, сега е време да го примиме спасението од нашиот Спасител. Кога внимателно ќе го следиме патот на разбойникот, кон Исуса се станува мошне едноставно. Еве што направил разбойникот. Прво го прифатил Исуса како спасител. Значи, прво го прифатил Исуса како спасител. Второ, ги признал своите гревови. И трето, што направил? Му се обратил на Исуса во молитва. Зошто не би постапиле и ние така? Сите можеме да се молиме со своји зборови и согласност со нашите потреби. Браќи и сестри, да ги наведнеме главите на молитва. Драги Исусе, верувам во Тебе како свој Господ и Спасител. Ти можеш да го измениш мојот живот. Те молам, стори го тоа сега. Прости ми ги сите гревови и сочувај ме од злото.
Кога ќе дојдеш во славата на Твоето царство и кога ќе се сетиш за разбойникот, сети се и за мене. Ти благодарам за тоа што ми помогаш да верувам и да го прифатам Твоето ветување за вечен живот. Амин.